Време за вестите на Ирис телевизија. Сообраќајно-едукативни проекти за подобрување на безбедноста на пешаците и велосипедистите како учесници во сообраќајот. Кампањите на Општинскиот совет Безбедност во сообраќајот продолжуваат и оваа година. Едукативни кампањи, предавања работилници во фокус од ризичната група на учесници во сообраќајот. Кампањите за подигнување на свеста за одговорно однесување со цел превенирање на опасностите кои овие категории на учесници ги демнат на патиштата и улиците на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот се планирани за оваа година. На потек се институциите, а целна група велосипедистите и мотоциклистите во градот. Советот е во размислување да ги опфати малите велосипеди, велосипедите со мотор и да даде акцент, бидејќи Штип како град кој со својата конфигурација дава можност поголем за употреба на велосипедите со мотор, да обрнеме внимание малку повеќе на тие учесници во сообраќајот, да ја сватат суштината, проблемот, последиците од настанувањето на незгодите. Меѓу останатите активности кои се реализираат во второто полугодие од учебната година во сите училишта е надпреварот детски семафор. Учениците се надпреваруваат во знаењата од областа на сообраќајот. Најдобро пласираните земаат учество на државниот надпревар. Активности како што се детскиот семафор, квизовите остануваат во рамките на одржувањето на тие активности како едукативни. И сега во план се дополнителни вакви едукативни собири во кои ќе се побара и од страна на да речем оние установи кои се бават со безбедноста на сообраќајот да помогнат во реализација на сите програмски активности. Од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот остануваат на ставот дека едукацијата, а потоа и превенцијата се клучни фактори кои ја детерминираат безбедноста во сообраќајот. Затоа во насока на подобрување на безбедноста на патиштата со Републичкиот совет за безбедност ќе бидат реализирани проекти и на локално ниво. За речиси една година е одолжено отварањето на втората галериска поставка на икони во Штип, која се планира да биде во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село. Речиси сите 90 икони се конзервирани. Како причина за доцнењето се наведуваат временските услови, финансиските средства, но и одобрение за архитектонското уредување на галерискиот простор. Во текот на оваа година се планира да биде отворена втората галериска поставка на икони во Штип. Поставка која беше планирана свечено да се отвори лани на празникот на градот Свети Никола. Како причини од Штипскиот музеј се посочуваат временските услови, како и уште неколку технички моменти. Проектот за архитектонско уредување на галерискиот простор е готов. Сега се чека само на одобрување од управата за културно наследство. Сега останува оној дел кој кажува за имплементацијата на проектот за архитектонско реконципирање на овој проект, односно направивме еден проект за како би визуелно изгледал новиот галериски простор. Сега треба да добиеме одобрение од Министерството за култура, односно Управата за заштита на културно наследство за тој наш проект и потоа ќе се оди на негова имплементација во просторот. Во новата галериска поставка треба да бидат поставени околу 90 икони. Голем дел од нив се веќе конзервирани. Работите на конзервација и реконструкција на фреските се работа која бара определени средства, време и мора да ја запази технологијата на работа. Временските прилики оваа година не дозволува понекогаш да се работи толку интензивно како што во првично планиравме да работиме на овие икони, така да и покрај тоа, нели, голем дел од работите за конзервација на иконите се завршени. Втората галериска поставка ќе биде сместена во црквата во Ново село Успение на Пресвета Богородица. Проектот чини околу 3 милиони денари, пари финансирани од Министерството за култура. Покрај икони ќе бидат изложени иконостаси како и предмети од црковни обреди. Младите штипјани денеска со хепенинг на Исарот за да упатат единствена порака кон сите за заедничка и унитарна Македонија.
Преку иницијативата за заедничка и унитарна Македонија денес пораката младите штипени ја испратија од Штипскиот Исар. Овде сите млади сме дојдени за да дадеме поддршка за заедничка Македонија на символичен начин со тоа што ги ставивме македонските знамиња овде кај споменот на Исарот. Овде како млади луѓе се собравме на Исарот каде што се спомениците на нашите паднати борци да дадеме поддршка за заедничка и унитарна Македонија. Како представници на граѓанската иницијатива се собираме овде за унитарна Македонија, значи да не се поминат црвено-жолтите линии и се собираме чисто символично вака на Исарот за да дадеме поддршка на секаде во државата каде што има вакви собири. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и во наредниот период ќе излегува на мировен протест за поддршка на Република Македонија. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Дејан Донев, универзитетски професор по етика, а темата е поделеноста во општеството. Професоре, да позборуваме малку за поделеноста во општеството. Последиците ги гледаме насекаде околу нас. Во обичен разговор помеѓу две тетки во малско дуќенче, помеѓу соседи, помеѓу колеги на работа и така натаму. Што ни зборува таквата поделеност и колку таа може да биде опасна за едно општество? Прво и основно од позадина на напред. Де факто она може да биде опасна затоа што се работи за поделеност, а не за сплотеност. Идејата на човечкиот живот е да живее заедно, не да живее одвоено. Она е, нели, аристотеловски кажано за он политикон, социјабилно и социјално суштество кое што мора да има со кого да комуницира. Така што тој облик на поделеност кој го чувствуваме насекаде и во однос на секого е опасна работа. Убави примери, убави илустрации, нели, најдовте, само го заборавивте и најважниот, каде што супругата е во една партија, а мажот е во друга. Што заради користа, што заради користолюбието, не заради користа, нели? Па се до децата, каде што едниот вели гласа и за овој заради екстерно или во однос на другиот. Во секој случај не нуди ништо добро таа поделеност, меѓутоа укажува на една страшна работа. А таа страшна работа е што поделеноста се јавува, односно е последица на нешто, а ние треба да ги бараме причините. Новинарите од регионалниот актив Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија ги доделија признанијата најдоброто од Истокот за 2016. Признанијата за неуспешните фирми и поединци во 2016 година по избор на новинарите од регионалниот центар Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија беа доделени синоќа во Свети Николе. Новинарите избраа 14 лауреати. Посебно признание за академик доктор Жан Митрев. Секоја награда и признание значи нешто. Ова ми значи посебно, бидејќи доаѓа прво што велиме од дома, бидејќи од дома малку потешко се признават некои работи. А овој Истокот мој баш дома и доаѓа од Сдруженијето на новинари, што исто така ми значи многу, бидејќи моите почетоци во Македонија и да кажам, оние првите средби со новинарите не беа и баш така, да кажам, позитивни во однос на мене, меѓутоа се надевам и ова признание можеби допринесе да и сите оние кои не веруваа во она што го ја работев и го работам, најпосле да, нели, да го увидат и да го на некој начин да ми го признаат со ова врачување на званично признание. Така да навистина ми е посебна чест. Признание за успешност и за ангиографското одделение на клиничка болница Штип. Ако си поставиме високи цели, да следиме високи стандарди и норми кои што како што и секаде во светот во здравството, така и ние успеавме во период од 40 месеци да направиме една институција во Источна Македонија нова, од корен, и да стигнеме до нивото каде што стигнавме. Да работиме сложени кардиоваскуларни интервенции, да работиме интервенции на крвните садови на нозете, на рацете, бубрежните крвни артерии,
Така да во 2017 се надеваме дека овој репертуарни интервенции ќе го зголемиме, прошириме и како и кај доктор Жан Митрев во неговата прекрасна болница ќе поставиме слични стандарди каде што ќе можеме да се гордееме во државното здравство и поготово клиничката болница Штип со сето она што ќе го нуди на пациентите. Голема благодарност до менеджерскиот тим на клиничка болница Штип, што без нивна помош немаше да можеме да успееме во нашата работа, а секако огромна благодарност и до сите останати членови на тимот, бидејќи нашата работа е тимска. Како носители на дејност, меѓутоа без никаква потпора од страна на сестрите асистенти, нити останатите доктори на едукација и специјализанти не би можеле ова да го направиме. Новинарите Даниела Такева и Горан Левков во 2016 година најдобри помеѓу колегите новинари од Истокот. Ова ми е четврта награда во мојата новинарска кариера, која што ја работам веќе 20 години, но ми е најзначајна ова награда, бидејќи доаѓа од моите колеги, од колеги професионалци, од дел од нив и сум го учела овој занает. Навистина ме направија горда и среќна вечерва што ми го доделија ова признание. Ова признание значи потврда дека работата што ја работам на вистинскиот начин, но и понатаму ќе ме поттикнува ова признание да продолжам со тој начин на работа, да одам по теренот, каде што е вистинскиот живот и да ги барам оние вистински истории. Јас годинава сум добитник на наградата за истражувачко новинарство. Ова е прва награда што ја имам добиена од Сдруженијето на новинари во Исток, трета награда досега добиена во мојата 10-годишна кариера. Се надевам дека ќе продолжи мојата кариера да расне и понатаму со награди. Сум благодарен премногу на Центарот за истражувачко новинарство што ми дозволува слобода за истрагите, што ми дозволува во вакви тешки услови за новинарство во Македонија да имам целосни можности за да ги спроведувам истрагите кои што доведоа до промени во нашето општество. Николајчо Николов од рудникот Бучим, новинарите од Истокот го препознаа за неуспешен. Јас кажав кога го примив признанието дека тоа е признание практично за целиот колектив Бучим, кој успешно работи повеќе од 12 години. Во Бучим се вработени околу 700 луѓе. Направивме еден хармоничен колектив кој стопанисува за наша среќа успешно сите овие години. Бележиме добри резултати. Ние во овој момент се трудиме на Бучим да му направиме, да му обезбедиме перспектива за работа во наредните 15 години. Признанија најдоброто од Истокот за 2016 година новинарите од регионалниот актив Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија доделија и на печатница Европа 92 во Кочани како најдобри во стопанството. На Сонја Данилова од Пробиштип најдобра во образованието, Јонче Стојковски одговорен рудар за Алимак во Јама рудник Саса Македонска каменица, најдобар во областа на трудот. Миле Ѓорѓиовски Делчево, најдобар во книжевноста, хуморот и сатирата, Ротари клуб Кочани Виница, најдобар во областа на хуманоста, награда за планинарите Осолво во Кочани, најдобри во спортот, Ходелот Манастир беше најдобар во туризмот, Мандолинскиот оркестар Свети Николај во Свети Николе, признание за најдобро во културата. И Албиро фирмата, која соработува со Швајцарија, новинарите од Истокот ја препознаа како најдобра во областа на општествената одговорност. Пристигнува помош за братот и сестрата Зоран и Сонја Трајчеви од Свети Николе. Храна и постелнина пристигна во нивниот дом, а Зоран се надева дека од наредната недела ќе добие и вработување во една позната светиниколска фирма. Зоран и Сонја Трајчеви, брат и сестра кои живеат во напуштен објект на Македонски железници среде Овче поле, веќе не се гладни. Откако објавивме за братот и сестрата кои се со психички хендикеп и оставени на себе помош во храна и постелнина, им пристигна од Црвениот крст, општина Свети Николе и неколку македонски фирми, а една од нив им ја плати сметката за струја.
Зоран и Сонја преживуваат со социјална помош од 1900 денари. Братот порано работел во специјални работилници, но сега е без работа. Градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев се ангажирал и сега е на позната светиниколска фирма од местната индустрија се нафати да го вработи. Сега сме добри, и двајците сме добри, сега нема што да се плакаме, струја имам, јадење да сејам и храна имам. Оште лично да дојде се рече тој од општина ќе ги дојде и тоа зајки, ќе направим што може ќе помогнем. Тој човек помогна ми за работа сега, ориентира и да видим сега како ќе работа да видим сега како ќе направат они. Моме Симоновски, кој не повика да ја презентираме приказната за трајчеви кои беа отфрлени од заедницата и живееја без струја и вода во крајно субстандарни услови, вели дека како човек повторно му се враќа надежта дека во земјава има хумани луѓе и компании. Меѓутоа има еден проблем сега. Обезбедени се средства за адаптација на куќата, прозори, врати, џамови, ламинант, све. Меѓутоа сестра му е проблем што не можат луѓето да работат. Сега, ако може министерот да не испаднат у сусрет да ја згрижат сестра му барем еден месец во дом некаде да се рехабилитира малку, пошто не е добро и со здравието прилично, така да со голема молба после нека ја вратат назад, па ќе го преземе на чување. Од страна на Министерството за труд и социјална политика за случајот Трајчеви во писменото известување се вели дека нивна екипа била на терен, констатирајќи дека живеат во субстандарни услови во руиниран објект. Сонја е со нарушена здравствена состојба и од страна на службените лица многу пати им било укажано да поднесат барање за остварување на право за помош и нега од друго лице, а сега се упатени и кај матичниот лекар со цел да ја спроведат таа постапка, односно да достават соодветна документација. По укажување на службените лица и на министерот кој е запознаен со состојбата на ова семејство, Зоран веќе има доставено барање за еднократна парична помош, директно од министерот и од Центарот за социјални работи Свети Николе, а понатаму со заеднички договор ќе се преговара и за нивно сместување. Во Пробиштип денеска успешно се реализираше традиционалната манифестација Зелникот на баба. 6-та година поред во Пробиштип традиционално продолжува да се реализира манифестацијата Зелникот на баба. Општината е главен организатор. Добро, еве денес се одржува една прекрасна манифестација Зелникот на баба, која што е во организација на општина Пробиштип. 6-та година веќе поред ја одржуваме оваа манифестација и од година во година наидува на се поголемо учество на повеќе учесници. Оваа година имаме учесници од 11 општини, плюс општина Пробиштип како домакин. Исто така имаме и општина од Република Бугарија, тоа е Кюстендил, село Шишево, кои што учествуваат на оваа манифестација. Се надевам дека оваа манифестација ќе најде на многу позитивен пример за помладите генерации да ја запазат прекрасната традиција на сукање на зелник кој што се пренесува од колено на колено. Зелникот на баба во Пробиштип со најразлични вкусови. Се сукаше, се месеше, но производите и се продаваа. На нашата трапеза се наоѓа посен зелник со коприви. Месен од коприви, имаме баница и таа е посна со семе афионско. Имаме овие сладките што се, тоа се пивки и они се посни. На нашата трпеза имаше зелник со зелка, зелник со прас, зелник со мевце, 4 зелника беа. И така, имавме и благо, имавме и солена погачка, и така од се по нешто и се продадовме. На манифестацијата Зелникот на баба во Пробиштип денес гости од сите страни. Имаше рачно изработени предмети, имаше изложба, имаше песна оро, а пред се македонска традиција. Младите македонски уметници се пробиваат во тугина. Виничанецот Игор Дамјанов веќе 13 години работи како слободен актер во Бугарија. Таму има и успех, слава, но и добро платен. За македонските медиуми вели дека на своите програми не нудат ништо забавно. Според него недостасуваат домашни продукции.
32 годишниот Игор Дамјанов од Виница веќе 13 години својот леп го печели во Бугарија, како слободен актер, работејќи представи во Благоевградскиот театар, работи на филмови, но влетел и во новинарските води, учествувајќи во една од непознатите емисии во Бугарија, Господари на етерот. Тоа се реални приказни, реални случаи на луѓето, социјални, што имаат проблеми, например, со општина, со институции. И ние, дури со фирми, приватни, но тоа се проблеми што не може да се решат или државата избегнува не по некој начин да ги реши. Но кога ќе излезат на телевизија, почнува да се активираат сите, почнува да се активира обвинителство, почнува да се активира полиција, целата држава. Дури се променуваат и закони. Тоа е силата на медијата. Овој млад човек кој живее во Благоевград, односно во земја членка на Европската Унија, која е на само 30 на километри од неговата родна Македонија, вели дека доколку останал во Виница, не ќе можел да се реализира како актер, ниту пак да го постигне успехот кој што го има во Бугарија. Разлика вели дека постои во продукцијата на емисиите, филмовите, а секако и во платите. Продукциите во Бугарија се многу по-големи, многу по-платени, многу подобро изгледаат, затоа што пазарот е многу поголем. Они се 7 милиона луѓе, ние сме 2 милиона луѓе. И многу повеќе гледаат телевизија по некој начин. И се мери у тоа на која телевизија си, има две телевизии, BTV и Нова телевизија кои што се конкурират и се многу силни. И точно продукциите и рекламите што се на телевизија се многу платени. Дамјано вели дека кога доаѓа во Македонија ниту ги гледа, ниту ги слуша електронските медиуми. Смета дека не нудат ништо забавно за гледачите. Затоа што има само музика и политика. Единствено гледам, ако можам да кажам, еден на жаре, и е така доста интересна емисија и пак како продукција е многу далеко од продукциите што се во Бугарија, но пак како идеи е супер. Но друга телевизија не гледам. Ние младите веќе гледаме на интернет, гледаме на таблети, гледаме на телефони, избегнуваме да гледаме телевизија пред телевизор, затоа што тоа ограничува како сати, како време во кое да гледаш, и ако има сега телевизиите предлагат тоа да може да врнеш назад неколку сати и да гледаш нешто, но нас не е полесно да бркнеме у YouTube. Овој млад човек забележува дека во Македонија недостасуваат домашни продукции, а единствено од минатото што останало со македонските народни приказни, кои според него не се направени како што треба. Во Бугарија вели дека нема никаков проблем, се представува како македонец. Неговите пријатели имаат свое мислење за односите Македонија и Бугарија, но како што вели за него, историјата се неговите баба и дедо. Како млад човек забележува дека младите не треба да живеат во минатото, бидејќи таму нема иднина. Фудбалските третолигаши од групата Исток во недела ќе ги одиграат надпреварите од 19-тото првенствено коло. Најинтересно ќе биде во Пехчево, каде што ќе се сретнат екипите на Китго Пехчево и Беласица од Струмица. Трета недела поред, играчите на Китго Пехчево ги одмеруваат силите со водечките екипи од самиот врв на третолигашкиот Исток. По победата на свој терен на Каменица Саси и поразот од Плачковица во Радовиш, екипата на Китго Пехчево утре ја пречекува моментно првопласираната екипа на табелата Беласица од Струмица. За овој надпревар владее голем интерес и се очекува огромна посетеност на навивачи од целиот источен регион. Главен судија на овој надпревар ќе биде Александар Ангелов, прв помошник Тоше Џамов, втор помошник Богданче Георгиев и четврт судија ќе биде Јордан Георгиев Сит од Кочани. За контролор е делегиран Ванче Коцев од Штип, а делегат ќе биде Давор Тоневски од Пробиштип. Еве ги комплетните парови за ова 19-то коло. Напредок Здравје Радо во Каменица Саса, Малеш Плачковица, Китго Пехчево Беласица, Василево Работник Џумајлија, Рудар 1947 Тиверија и Брегалница Голак Осогово. Слободни ќе бидат екипите на Слог 1934 и Нов Чеполе. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 19 март со почеток во 14 часот. Денес се одиграа надпреварите од 23-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Брегалница на градскиот стадион во Штип се сретна со тимот на Шкендија од Тетово. Во надпреварите од 23-тото коло на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Победа Шкупи 1:1, Брегалница Шкендија 1:3, Работнички Силекс 2:0,
Ренова Перистер 2:1 и Македонија Ѓорче Петров Вардар 0:5. На градскиот стадион во Штип Бергалница загуби Шкендија со резултат 1:3 и сите голови паднаа во второто полувреме. Шкендија во Восо дојде во 58-та минута со голот што го постигне Ибраими. На 2:0 Шкендија зголеми преку Абдурахими во 78-та минута по одличната асистенција на Тодоровски. Во 85-та минута Здравков упати идеална топка за Илиев, кој веднаш шутира кон голот, но Челиковиќ играше со рака и судијата Ѓурѓевски досуди пенал и црвен картон за гостинскиот играч. Сигурен реализатор на пеналот за резултат 1:2 беше капитенот Горан Здравков. Шкендија во 89-та минута преку Алими постигне трет гол за конечен резултат Бергалница Шкендија 1:3. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис.мк. Пријатна вечер.